Големиот великденски пост, најдолгиот и најважниот во православната вера, започнува денеска 18 март, а завршува со празникот Воскресение на Исус Христос, кој годинава се празнува на 5 мај. Постот се троши во молитва, простување, покаяние и подготовка за причест, што е круна на доброволно откажување. Свештениците и свештените лица се оставени да ги решаваат и ублажуваат обврските на верниците кои поради возраст, здравје или вид на работа не може да ги почитуваат правилата на постот. Почнуваме со великите пости, кои што според типикот пропишен од православната црква се постат на следниот начин. Од понеделник до петок е на масло, односно на вода, не се употребува масло. Сабота и недела е благословена употреба на масло и на вино, додека на празниците Благовештение и Цветници е благословена употреба и на риба ради големината на празниците. Да речеме, од оваа шема на постење во одредени случаи има ублажување за почетници во верата, луѓе кои што работат тешка физичка работа, патници, бремени жени, дојлки. А сето тоа не треба разрешувањето и ублажувањето да го земеме на своја рака, туку треба во претходна консултација со духовникот. Постот не е гладување ниту занемарување на трапезата, туку пред се. Тоа е морално и етичко изразување на вистинската љубов кон Бога и Синот Божи, кој преку своите страдања и својот живот во вера ги утврдил вредностите на христијанството, како и израз на љубов кон ближните. Воздржувањето од храна само по себе не е спасоносно. Она што е најважно е повеќе да работиме на самите себе, да имаме период на засилена молитва, период на правење на добри дела, размислување за нашиот живот, размислување за нашиот однос кон Бога и кон ближниот, и нели секако нашата молитва да излезе од нашиот двор, односно да не се молиме само за нас, за нашето семејство, туку за секој човек кој што има помош. Светиот Јован Златоуст, кога зборува за значењето на постот, дава една навистина интересна математика, вели ако сакаш да постиш како што треба, направи сметка колку те кошта оброкот со месо, извади го месото и остатокот дај им го на сиромасите. Тоа е навистина оној вистински пост кој што не е телесен, туку е духовен. Според традициите и обичаите, првите 3 дена од великденскиот пост уште се нарекуваат и тримери, односно денови во кои не се консумира ниту храна, ниту течност.